Јас се чудам, самиот одам по некој пат сам поред Вардар така и размислувам, као да се... Не ми е верно да имам 90 години. Не ми е верно, викам, мајко, кога замина као на сон, викам, 90 години. Па, просто да се смее човек, знаеш. Самиот себе си не верувам. Викам, кога замина мајко 90 години. Со работење ми се продолжува животот. Мене. Со работењето. Затоа јас сум го продолжил. Значи не можеш да ги избегнеш. Еве, ќе знаеш, некој подлоши, ќе фати по една недела, по 2 недели, не време и она. Нема кај дојш, оќеш, нечеш, ќе се фатиш за занат. Затоа долги години сум го работил. Ете, тоа е. Овде работен сум месец ден. За снаите, за моите снаи, која се работи. Лично имам правено. За последни, онакви што сум од занато. И више сум откажал да неши. Тоа занато долги години се работи. Можда 60 години самиот сум забравил. Од дете, уште од 10 години сум почнал да работам. Да. Терзилог и више се скоро навршувам 90 години и занатот го апсолутно занатот го напуштам више. Сега сум као пензионер, да одморам некој ден, разумеш? А за време работа исто не сум бил само по занатот. Сум го користил времето и мало за шетна, за рекреација. Оти овој живот не се враќа назад. Секој ден шоди, не се враќа. Тоа ти. Па сме прошетале, со занатот Бирикјатор сме работеле доса и по 16 сати на ден, али не сме изостанале од животот. Али се работело Бога ми, овјазана така работа. Овдека цел живот сум го спровел во овој дуќан. Цел живот ми прошол, работајќи и стари години сум доживел.
цел живот сум го посветил го занатот. Ова е од дедо, татко, разумеш, и ја сум наследил. Овие занат во семејството, па не знам, старите како што има работено и тие изумреа на 80 години, на онакво и тие работеа долги години. Значи, конечно, од 20-та година, кога сме отвориле дуќан, после овде в гостија, све со занатов. А пред тоа старите и тие 50 години може работели во Турска, биле и таму работеле. Оттаму го донесле занатот највише, го учеле во Истанбул. Таму. Сум имел стрико таму, што бил 2-3 години, дедо ми, исто и тој. Се тоа, така одело, по потекло, татко ми работел после, ја го зафатив занатот, другите не сака, имаме уште браќа и овие, ама не сака да го работат, ботат мало тежок занат, со игла. Знаеш, и така, јас сум останал на занатов, другите, ен брат кафеджија, другите уметници, отидоа школу, на студии и така. И така, цел живот се, ова е со волја. А ја имав многу волја да го работам. Многу. Кога го започнав ја, другите терзи идеа да гледаат како работам ја одма на занатов, како го прифаќам одма, се чудеа. Вика, абе ти многу брзо, па брзо викам. Покојни татко ми ќе станеше, што ја работите големи и она, и ја ќе ја земев неговата работа, да ја продолжам. И кој ќе доеше, ми викаше, абе, што ја рече нешто, не е во ред, што не е, ама си, рече си, фатил да работиш. Да, викам, поработим мало. Е, познаше работата негова има, зашто учење. И она, и така, мерак, по занатот мерак ходи. А сум бил мераклја и за Шнајдер. Ја Белград, ме вика, ени мои братушеди таму работеа на Теразија. Има дуќан и оно, али не отидов. По занатов, трнав и добро, Беричатовца. Сме проживеле добро со занатов. Сме работеле, нема грешка. И на Нова година сме работеле и на Великден, зашто порачка е порачка. Ти даваат капаре и оно и го бураат за денот, да им го направиш и за свадби, и за оно. Знаеш. Али добро сме прошли, Беричатовци. Добро. Сме работели и со националностите, со сите националности, па да почнам од Битуше таму. Например, Галички, Битуше, Минтан, ој Клашина, со Клашина, што сме работели. А и овде од Галичани имало Тримчевци и овие сме им шили. И овде шија едно време, долго време. Татко ми, викам, шиеше тој до 50 години, дури направи 55, после се разболе на срчан болесник стана. И така се избегаваше од занатов. Повише со стока се занимаваше, живеа стока и така.
Ти викам, увязано никој до крај не го доживел. Бегале од увязано. Нервозен, се со рака, требало да работиш. Така има и многу работи имаш во него. Имаш чови, разни кадифиња, после имаш со разни луѓи работа. Ја сум имал една своја тактика, што сум работел со мој материјал. За материјали моравме да дојме во странство. И ја така преку 20-25 пати, 2 пати годишно одев по материјали. Али и тоа за време сега окупацијава тешко можеше да одиш. Не те пушта, ти ограничува колку да донесеш, колку пати имаш право да донесеш една роба. И ден денеска ми седи во Париз, кај еден Паскал тамо, еден пријател од Звет ми, братуче, ми ја вратија назад. Не ми ја пушта. Еднаш годишни имаш право, рече, да донесеш една количина, ама а ја имав и калфа зедов да ми помага. Материјал ми требеше. Сакав да го напушта и дуќанот поради материјал, зашто немавме овде да снабдеме и така. Па, после попушта постепено. Она оде в Германија исто по фабриките таму. Порачував. Унапред сака пари да им платиш, па да ти е работа. То ти срмава скапа беше многу то. За тоа време 1200 марки едно кило. Плаќавме. Тоа е во Франција. После французите неќа да работат, производеа она поевтина срма, ја продава, ја пласира по Европа, по сведе. И она моравме Германија. Германија фабриката беше во Нюрнберг таму. И неколку пати оттаму земавме срм. Па сега на крајов почна Јапонија да производи. И јапонската срма малку поевтина, знаеш таа попластична срма. И така, ето, до крај сега продолжуваме со ова и како ќе натаму сега, више, завршиме со занот. Ево, овие ми се последните онакви што ги правим. Да, годињето замина, животот тече и така. Да. Титова Југославија, кој дојде, нигде не пуша. Дојдеш да донесеш материјал. Меѓутим, мора да се снајдуваш. Ја еден ден решив, немаше материјал. Скопје, по трговци стари што имаше, некои евреи, тие ги немаше и собра и она. Па некои православни имаше тамо Цветан, не знам, Ванјел и тие. Во Скопје има радни. И тие нема. Се истрпе и тој материјал. И бев приморан или да затворам дуќанот, немаше дугово државно да влезе и он. Па на крајот смислив нешто, прибрав девизи околу 2-3 долари и она, и самиот одлучив, а најлошо беше, за $1 те враќа од граница, или од кај ти е доларот, беше прашање. Ја одлучив сам, без да му кажам ни на домаќинката, ни на децата, што имам намера. Еден ден решив,
Од Париз ми испрати овија Паскал, е научник што предава. Тој братучет на зет ми душу и тој гаранција ми испрати отаде за да одам Франција. Ми дадоа пашуш овде, али парите се како ќе префрла. Опасна работа. Зедов една мрежа, она ретка мрежа. И све за јадење сум пазарил во Белград, а парите ги турив во најлон и ги турив озгора баш. Грозе, као сега се сеќам, грозе купив 2 кила, 3 и грозето озгора, а меѓу книгата го турив и турив парите. И кај истера све надвор, претресува, ја и убедувам, немојте бе, нема, види нови кондури во Борово сум ја купив. Викам, сега нови. Јох бе, све отворија. Пенчињата ми отворија, веројатно или не. И бура, да ја гледат, ја немам гајле. Сега, торбата, на кој, со све пари. Да не одам, иначе Бели оток не ми бегаше тоа, најмало. И видоа, нема, куферите отворија, черачките, после фотелите, дигај. Ја бе надурати во возот, надурати, да не ме скриено пари. Ама одавде откуцано беше тоа, дека носам пари. Знаеа тие. Ја работев, знаеш, со странци и ово. Не најдоа. Тргна возот и после овој Сиромов професорот заради мене насера за ито. Рече, ја шта су нам урадили. Рече, ја чутам ништо. Не му кажувам шта су нам урадили и отидовме, слеговме во Трст. Кад слеговме таму едно 3 сати, 4 чекаме промена на машините и возовите. И поставлам, земам мрежата и поставлам јадење, и му викам, знате шта, ево зашто е било, рекол, тај претрес. Ко виде тој, ја, каже, како си се да сетио? Ја му викам, па ето тако, кад мораш нешто, мора да ризикуваш, или да се избавиш, или да напуштиш. Немаш. И он се чуди све до Париз, до отидов. Ја каже, слушај, мајсторе, свака ти час, каже, како си то могол да урадиш? Вика од мене. Па тако, рекол. И да ви кажа, ја не уживам многу во тие богатства. Ја уживам да се работи и да се живи. Оти све ова богатство и тоа е брига една. Со тоа богатство големо, со тие големи пари ќе те фрлат и во бела и во онак. Што ќе ти? Али еден живот, ете, ние сме работеле, а и сме прошетале. Гус материјалот сме шетале да видиме све што е интересно во животот. И што друго не ни остана. Тоа. По свадбите ние што сме нас и не канеле овја што им шиеме, да им ојме на свадба. И како не, па со задоволство, кој ќе видиш, они се задоволни од тоа што си ми го направил. И ова, и они добре дошло, те да очекуваат со срце, со се срце. Никој па традиција не умира. Ова и мало ако застане, па ќе се обнови. Ништо не може да изумре. Иче.
Затоа не верувам ја дека да умре занатов. Не. Тој има млади се обновува. Сме се бореле цел живот со работа. Али без работа ништо не бе. Во животот мора да се работи, па да се живи. Сме прошетале свегде со занат беричатос. Цел живот во држава не сме биле. Приватизација, све приватно. Сме работели, благодарение на системот што беше даде добри услови. Разумеш? Со тоа се рашетаме по цел свет сме биле. И со бродови сме шетале од Пиреја па све до Венеција. И по море и по воздух. По цел свет. Русија сме биле 3-4 пати. И таму многу добро сме прошли. На одмор одеме Јалта, Соча таму. По Непар. Многу работи сме виделе, интересни во животот. Пут око света, ете диплома, со авион. Прво патуваме од Белград за Нью Делхи, Индија. Од Индија, Индонезија. Од Индонезија, Банкок. Од Банкок не ни дава пат, таму ратува две држави, а моравме преку ними да заминеме за Јапан. После од Токио на Хавај. Хавај, посетивме Перл Харбор, Лос Анджелес, Холивуд, Диснилер и за Нијагара. Отидоме, водопадите таму. И Бога ми, пројдовме што да ти причам. Скоро за нечија нема да потераш муабет, све од моја врста и помлади све изумре. Све изумрени се. Ја многу за нечија од кондураджи, тенечеджи ги викав, ајдете луѓе навечер да излеземе да шетаме кај Вардар. Тие Вардар не го знаеа дали е канализиран. Не го знае, не излага. Умреа в Дучан. Дучан умреа. На работа. А бе излезите, бе види болни све. Треба да дојдете на бањи мало да се лечите мало, да одмарате, не само работа. Зашто работата нема крај. Таа е приватна работа, која тераш и нема одмор, никој. Овие веќе е лажовен век. Тоа е. И векот врви овија ден што не се враќа. Сега човекот мора да размислува, например, чим застарел, во годиње и она, мора да размислува како му прошол векот, времето, како го прошол за овие години. Па затоа ја ти кажав мало преска, одам и самиот размислувам кога ли замина овие години. Како денес да се десило.